Благодарам. Почитувана македонска јавност, на дневен ред имаме предлог закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Светска банка по договорот за заем за финансирање на проектот за итно справување со COVID-19 во Македонија по скратена постапка. Скратената постапка нема да ја искоментирам, бидејќи сметам дека е веќе доволно искоментирана, па дури од страна на Европската комисија во последниот извештај, но еве да речеме дека во овој случај, заради несериозното однесување на власта и за време на претходниот, а и за овој почетен мандат, итноста од задолжувањето е огромна. Бидејќи парите од претходните задолжувања, како и оние од буџетот, се истрошија на луксузирање на власта, на предизборен подкуп и манипулации, и се во ова, додека короната се ширеше на големо меѓу граѓаните, а Филипче ветуваше дека се е под контрола. Така сега се задолжуваме со 90 милиони евра за наменско финансирање, а немаме ништо конкретно наведено како образложение. Наменското финансирање се предвидува за од 1 февруари 2020, а првиот случај со позитивен на COVID-19 го имавме на 26 февруари. Ова фрла сомнеж врз наменското трошење на овие пари, бидејќи вие ги предвидувате овие пари за 25 дена пред првиот случај на позитивен со COVID-19 во Македонија. Понатаму пишува, че реновирате болници. Кои, каде, кој износ и кои зафати на реновирање? Нема ништо. Па велите, болнички кревет во износ од 50.000 евра. Пациентите на клиниката за инфективни болести умираа по ходници изминатиот период, а сега ви текнува да набавите болнички кревети во износ од 50.000 евра по еден кревет. Ова да не испадне на крајот како со истрошените пари од госпоѓата Димова на фризерници и на дресура на коњи и на магариња. Понатаму велите, овој договор за заем е за итно справување со COVID-19. Колку од овие 90 милиони евра ќе одат за COVID, ама реално? Само 1/3. Детални информации за наменското трошење на овој заем нема во ниту еден дел од овој договор. А со првиот ребаланс во мај оваа година, во кој што беше предвиден и овој заем, за здравството имавте планирано само 10 милиони. Велите понатаму, меѓу другото, дека со овој заем ќе го надградувате и мој термин. А ова ветување ви беше и во предизборната програма 2016, како и во програмата за влада од 2017 година. Вие се уште го немате реализирано и сега го ставате во овој заем. Мој термин и онака не функционираше во нормални услови, а не во ковид кризата. Хроничните болни не можат да си појдат ниту на редовна месечна или 6-месечна контрола и сега со овој заем велите че го надградувате мој термин. Ние веќе 8 месец сме во пандемија. Имаме преку 20.000 заразени и близу 800 починати. До сега требаше да ги искористите првите 700 милиони долг за некаква си превенција или справување. А кога ние ве предупредувавме дека здравствениот систем ќе колабира, вие велевте дека ние тераме предизборна кампања. И сега, уште колку ќе не дозадолжите за повторно ништо да не се превземе. Наместо 2000 имаме преку 20.000 заразени. И како некој да верува дека овој долг наменски ќе се потроши? Заради ова, медицинските сестри си даваат отказ, цели инфективни одделенија се закануваат со штрајк и сега сме во ситуација повторно земи или остави, да, јас велам да се земе, но со кое образложение? Барам детални информации, но не ги наоѓам. Предходното задолжување, Транспаренси на 5 август, ви го дефинира како нетранспарентно. Не ВМРО ДПМН, туку Транспаренси. И дали истото ќе се случува и сега. Каде ги потрошивте тие пари и од нив, како што реков, само 10 милиони се потрошиле на здравството. До сега, со вас сме задолжени преку 1 милиарда. А за подсетување на македонската јавност, јавниот долг во 2006 изнесуваше 33,2% од БДП, во 2016 48,8% од БДП, а сега е 59,5%. Или само за 3 години
имаме за 11% пораст на јавниот долг, а за цели 10 години пораст од 15%. И сега да навлезам малку подетално во денешниот предлог на закон. Пишува, како што каже и заменик министерот, дека проектот се состои од 3 компоненти и 5 нивни подкомпоненти. Прва компонента – итен одговор на COVID-19, 34,05 милиони евра. И овде се наведени зајакнување на капацитетите за откривање болести, ограничено реновирање на здравствени установи, развивање на протоколи и така натаму. Ништо конкретно. Што за вас значи, например, ограничено реновирање? Или, например, на која установа? Па имаме прва подкомпонента – подобрување на откривањето случаи, нивна потврда, следење на контактите, известување и мониторинг, 5,4 милиони евра за овие зафати, меѓу кои е и надградувањето на мој термин, за кој што претходно кажав, дека досега требаше да биде надграден и безпрекорно да функционира. Втора подкомпонента – зајакнување на здравствениот систем на Република Македонија со 18,01 милиони евра. И оваа подкомпонента вклучува набавка на потрошни материјали и опрема, адаптирање на здравствени установи, стручна поддршка, обуки, отстранување медицински отпад, градење долгорочен капацитет за обезбедување критична нега, финансирање за дополнително вработување, како резултат на зголемениот број на пациенти и така натаму. Како што и претходно кажав, медицинскиот кадар си заминува и не знам како очекувате да вработувате нов во вакви субстандардни услови. Трета подкомпонента – финансирање на придонесот за здравствено осигурување за ранливи корисници, 10,64 милиони евра износ за ова. Втора компонента – поддршка на домаќинствата за да се овозможи социјално дистанцирање, 54,83 милиони евра. Повеќе од половината од овој заем, значи, ќе одат на поддршка во вид на храна и основен хигиенски пакет. Оваа втора компонента ќе се имплементира преку 2 подкомпоненти и тоа обезбедување привремена поддршка за социјална помош 27,83 милиони евра. Ова се всушност тие за храна и хигиенски пакет, а останатата подкомпонента ќе биде за обезбедување привремена поддршка за надомест во случај на невработеност, износ 27 милиони евра. И трета компонента – имплементација на проектот, известување, вклучување на заедницата и мониторинг на проектот, 0,9 милиони евра. Овде спаѓаат финансирање консултанти, оперативни трошоци, комуникацијски кампањи, следење евалуации и така натаму. Значи, близу 1 милион евра од овој заем се планирани за координација и управување со проектот, како и за оценување на неговата имплементација. Толку имаме во воведот на овој предлог на закон за заем од 90 милиони евра. Во него, исто така, е наведено дека основни цели на проектот се да се спречи, открие и да се одговори на заканата од коронавирусот. Заканата од коронавирусот ниту се спречи, ниту се откри, а како се одговори на истата видовме. Бројките на ново заразени и починати на милион жители се најголеми во регионов и пошироко. И затоа велам дека не може да се одговори на заканата од COVID-19 со ваков заем и со ваков тим. Од заемот само 1/3 ќе оди, доколку оди, директно за здравството. За останатите 2/3 ќе слушнеме во некоја блиска иднина каде и како завршиле. Впрочем, и претходната министерка за финансии Нина Ангелова доби зелено светло од Државната изборна комисија дека овој заем можеше да го потпише само таа, без незината заменичка, но сега е јасно зошто таа тоа не го стори уште пролетта и зошто Гордана Димитриевска-Кочовска јасно кажа дека ова нема да го потпише. Почитувана македонска јавност, ние денес на дело ја имаме староновата влада, која предходниот заем го истроши за предизборен подкуп и која сега со овој заем ќе ги покрие предходните трошења, а само со 1/3 од него ќе се грижи за одговор на ковидот.
Оваа старонова влада за време на вонредните состојби носеше уредби за издавање лиценци за марихуана и за брусење на дијаманти, а сега со заем од 90 милиони евра ќе се справува со здравствената и економската криза во која не заглави. 4,6 милиони евра пари за исплата на бонуси за вработените во СЈО, милионски рекети, незаконски тендери, трошења за скапи возила и епетисани се пари кои што не доведоа до овој долг денес. За ова се уште нема одговорност, ама затоа овој долг ќе го исплачаат можеби и нашите правнуци. Благодарам.